od moj jagol. Mislim, znači postojam. Обидете се да не им го правите на другите тоа што не би сакале тие да ви го прават вам. Во изреченово, навистина има многу вистина. Пред се човечки е тој, човекот, мал, голем, се едно, многу пати да не е свесен дека среќата како индивидуа ја носи секој во себе и за себе. Другата работа е секако како и на кој начин ја искажува, без оглед дали при тоа е сам со некого или повеќемина. Сепак, тоа треба да го стори спонтано, онака како што треба да се чувствува во нормални услови, а не насилно, што може да го исмее и потцени пред другиот или повеќемината. Патот на среќата, сакале тоа да го признаете или не, многу пати може да потсетува на скијачка слаломска трка. Во зависност од нештата, таа трка, нејзиниот пат кај секого е различна и поврзана со она што ги прави чувствата. За нив некогаш сме свесни, некогаш несвесни, подготвени сме, неподготвени, разумни или можеби неразумни и едноставно како да не сакаме да се свртиме околу нас за да ги почувствуваме или пак да избегаме. Златното правило овде не постои. Затоа, радувајќи се понекогаш на среќата, треба да им се одаде почит на настаните, се разбира пред се убавите, на се она што буди такви чувства и е во нашата близина. Тука спаѓа и тоа што се доживува слушајки, гледајки, читајки, некој медиум, книга, каде што се будат во нас чувства сврзани со среќа и убави работи. Сепак треба да се внимава. Среќата мора да биде искрена, без оглед дали доаѓа од нас или кон нас. При тоа, една од многобројните скалила кон создавање на нашата личност, како и на оние што ја поседуваат искрено, треба да им се донесе авторитет, без оглед од која средина, на кое место и во кој период на денот се наоѓате. Да се заклучи на крајот. Среќата е вашето его, зашто лежи во вашата личност и може, ако сами сакате, да ве усреќи и вас и тие околу вас. Доведете го во склад вашиот живот со вашите мисли, зборови и дела. Ако можете, големи сте. Желбите се многу опасни на патот кон посакуваното. Ако нешто се сака, тога се испраќаат мисли и тие работат за нас. Што почесто се испраќаат желби, тие се повеќе стануваат мисловни творештва. Желбите работат за нас, како мисловен комплекс и на еден посебен начин придонесуваат да се обистини тоа што сме го емитувале. Нашите чувства во тие мигови треба да бидат идентични со нашите мисли, а во склад со нашите зборови и дела. Ако може да се изговори се што се носи во себе, се што се мисли, без при тоа да се повреди околината, тогаш едноставно сме го достигнале така наречениот висок степен на несебична љубов. Дали размисливте? Се преиспитавте? Добро е, тоа е нешто. Сепак, не треба да се заборави при тоа дека постојат 4 видови на оние кои седат покрај мудрите. Тоа се сунгерот и инката, цедилката и решетото. Ако се прашувате зошто токму овие, одговорот е едноставен. Затоа што сунгерот впива се. Инката затоа што на едната страна прима, а на другата испушта. Цедалката оти го пропушта виното, но го задржува талогот. После ова кажано, јасно е дека веќе се наоѓате себе си, ги разбуркувате вашите мисли и ја откривате мудроста скриена во вашето можеби второ јас. Животот треба да се живее и милува, но никако не и да се силува.
Излази од секојдневието и биди кул, ми рече и исчезна во ноќта. Размислувам, а зошто да не? Можно ли е секојдневно да не окупираат исти повторливи работи? Куќа, работа, домашни проблеми. Избегај, нешто говори во мене и ме турка во пресрет на новото утре. А таму, место кое се посакува, тишина, мир, зуење на пчели и сончево реге. Се прашувам, како порано него открив ова место скриено од погледот на другите, далеко од злобата и монотонијата на околината, што како пајажина се обвиткала околу стеблото на секојдневието. Секогаш постои нешто ново, неоткриено и никогаш не е доцна да се најди и тргне по тој пат за бегање од монотонијата во која се повеќе се запаѓа, се отуѓува човек од човека, размислувам. Зарем мене тоа почна да ми се случува. Секогаш оптимист, ведар лик во најтешките мигови, другар, пријател, маска што покрива се, а некаде внатре болка што пече, тлее, не минува. Се е променливо, впрочем, како и времето во кое живееме. Студено, топло, ладно и повторно жешко наоколу, во душата, во срцето, во народот. Така размислувајќи сваќам дека животот треба да се живее од ден во ден, од недела во недела, со сите радости и таги што тој ги носи со себе и ги внесува во нас на овој или оној начин, сеедно, секој си знае за себе. Има само една можност за тоа, а другото, кога животот е во прашање, е само приказна за заспивање. Кај мене, кај вас, таа приказна поминува и се губи во маглата на минатото. Уживајте во денот, во ноќта и фатете го навреме утрото што се раѓа, сонцето што будно изгрева и едноставно живејте.